Почитувани медиуми, денеска сум во посета на Ресен, имав средба со јаболко производителите од овој крај. Разговаравме за актуелните ситуации околу пласманот и откупот на јаболката од реколта 2018. Она што можам да го кажам е едно големо разочарување кое што ми го пренесоа земјоделците, бидејќи она што СДСМ го ветуваше во предизборието од челниците на СДСМ Радмила Шекеринска, Зоран Заев и министерот сегашен Николовски, дека ќе се инвестира во откупни центри, дека ќе се инвестира во градобини системи во Ресенскиот регион, дека откупувачите ќе се тепаат кој да даде поголема цена и да се гарантира еден сигурен пласман на преспанското јаболко. Денес гледаме од земјоделците и од лично се увери во оваа посета дека најголем дел или преку 50.000 тони јаболка стојат неоткупени во овој крај. Видовме едни популистички состаноци на владата на СДСМ во овој регион, видовме популистички мерки, меѓутоа реално проблемот во Ресен не е решен. Преку 50.000 тони јаболка стојат неоткупени. Земјоделците молат за помош, бараат спас во ресорното министерство, во владата, меѓутоа од владата нема никаков одговор. Едноставно луѓето се оставени сами да се снаоѓаат со овој проблем. Јаболкарите од овој регион се соочуваат со екзистенцијална криза и не можат да врзат крај со крај, бидејќи се оставени сами на себе и јаболката скапуваат и по магазините и по линијата. Ја користам оваа прилика, бидејќи Зоран Заев не успеа да најде пласман на преспанското јаболко, да ресорното министерство заедно со Министерството за животна средина определат депонии, локации каде што јаболкарите ќе можат да ги фрлат својот труд, односно преспанското јаболко, бидејќи се наоѓаме во еден прекрасен регион, тука ни е Преспанското езеро и во една таква ситуација на неопределување на локација може да се соочиме со еколошка катастрофа која што ќе значи крај за туризмот во овој регион. Видовме дека СДСМ остана на едно големо ке, во предизборието ветува сигурен пласман за гарантирани откупни цени, повисоки субвенции, меѓутоа тоа нема ништо. Ова треба да се фрли ќе ги расипе другите. Никој не го се. Ова индустрија. За жал тоа е реалност во Република Македонија, не само со јаболкарите и со секој еден земјоделски производ во овој регион. Меѓутоа, она што може да кажам, ние како ВМРО ДПМН имаме концепт и во иднина ќе покажеме како навистина ќе се грижиме за македонскиот земјоделец. Тоа нема да бидат празни зборови, тоа ќе бидат дела кои што ќе значат живот за секој земјоделец во Република Македонија.